За разлика од катастрофалните последици во 2015-та во повеќе села во општина Тетово, наносите од кал, земја и камења кои завчера од шара се спуштија во Теарце, се само блага опомена дека недоволно е разбираме сериозноста дека ни се неопходни промени, велат од јавната установа Национален парк Шар-планина. Според мапата за ризици од поплави во Полошкиот регион, специфичната геологија на теренот, наклонот и силните невремиња проследени со обилен дожд и ветер ги прават планинските села и урбаните делови во подножјето на шара меѓу најранливите во земјава. Шумските комплекси имаат значајна заштитна функција. Прекумерното и неодржливото искористување на шумите во минатото довело до големи површини од ниско стеблести шуми и шуми со различни форми на деградација. Токму затоа за секоја сеча на огревно дрво е потребна дозвола од установата. Режимот на движење за моторните возила е исто така воспоставен за да се намалат илегалните активности, ерозивните процеси и загадувањето на водите. Во изминативе месеци на територијата на Националниот парк евидентирани се 800 градби во населените места, а на територија на општина Теарце 115 градби. Според ова, од установата потенцираат дека урбанизацијата ја нарушува рамнотежата на почвата, што доведува до ерозија, зголемување на истекувањето по дождот и доведува до поплавување, но и потенцијална опасност од паѓање на карпи и лизгање на земјиштето. Голем дел од идентификуваните градби се исто така објектите на малите хидроелектрани, велат од установата. Сите тие се наоѓаат во поројните водотеци, а немањето на соодветни пропусти, намалувањето на профилот и протокот на реките влијае негативно врз текот на реката и представуваат трајна опасност од излевања и поплавување. Токму затоа јавната установа Национален парк Шар-планина цврсто стои на своите ставови дека на територијата на Националниот парк малите хидроцентрали не се добре дојдени. Од јавната установа Национален парк Шар-планина ги повикуваат сите општини во Полошкиот регион, сите граѓани и други релевантни институции да се почитуваат законите, за да се заштитиме од катастрофи.